Седумката која нашата фудбалска репрезентација ја донесе од Олд Трафорд во Скопје, некако мене лично ме асоцира на лотото од времето на поранешната држава во која живеевме, каде што имаше милионски уплати и каде што секој вторник милиони очи на игрите на среќа беа свртени кон водителката Сузана Манчик, која ги влечеше стрекните броеви. Што врска, каква конекција има нашиот селектор, се уште селектор, не поднесе оставка после срамниот пораз на Олд Трафорд, Благоје Милевски со Сузана Манчич, баш и немам некој конкретен одговор, меѓутоа сето она што го видовме, што го доживеавме овде во Скопје, во рестораните, во пабовите, во кафулињата, на плоштадите, низ разговорот со пријателите, низ разните коментари кои фрчеа по социјалните мрежи, навистина е голем срам за сите нас. Со многумина полемизирав за оваа седумка, за оваа лото седумка на нашата репрезентација, да не речем дури направив и спортска кафеанска кавга, де ме било срам за овој нашиот селектор, било срам за нашите фудбалери, председателот, не знам како се викаше, му го заборавам името, требало да поднесе оставка. Нашите фудбалери, да не ги споменувам, кои ги сакам и кои мислам дека вредат, исто така беа напаѓани. Членовите на управниот одбор, спомнувани од разноразни селектори у навод у Македонија. И јас само на сите нив им се обраќам и гласно прашувам: зошто мислите дека председателот се едини треба да се срамува? Зошто да се срамува овој сер што го крстија Боби Милевски? Зошто они 20 треба да се срамуваат? Зошто милиони луѓе ги напаѓаат нив срамоте на Елмас, на Барди, не знам, на Стефан Ристовски? Па тоа е наш заеднички срам. Македонија изгуби 7:0. Ја лично чувствувам срам, комуницирајќи со моите спортски пријатели. На последното одење во Истанбул имав прилика со дел од нив да се видам. Пуштаат SMS пораки, емейл, писма, пораки, адреси, сите прашуваат што се случи со Македонија. Па тоа е срам за сите нас. И навистина, мислам дека овој надпревар не е она конвенционално кажано или стереотипно дека ја прени чашата, меѓутоа дека навистина ги исфрли на површина сите оние нејасноти, да не речем гадоти, шверц, работи во националниот фудбалски тим, сето ова што се случува во фудбалската федерација околу неа. И пред се мислам дека сето ова што го кажувам, кој нека биде моје лично субјективно мислење, и можеби некој ќе се сложи, можеби нема да се сложи, имам право да го кажам тоа како дел од оние спортски новинари кои следат македонската фудбалска репрезентација од самиот зачеток. За тоа ќе кажам нешто малку подоцна. Значи, не својствено е да играш така, да играш понизно, да те сгази противникот, да не шутнеш на гол и на крајот едноставно да се лажеш сами од себе и да ја лажеш македонската јавност. Сме имале една низа на председатели во фудбалската федерација, некои подобри, некои поуспешни, некои полоши, некои критикувани. Со некои сме водели вечна борба во интерес на македонскиот фудбал, немало никопат лична работа. Меѓутоа, со селекторите секој пат сме имале фудбалски расправи, фудбалски војни, фудбалски полемизирања. И никогаш никој од нив со целиот пиетет, ќе ги споменам само првите два селектора, Андон Дончевски и Ѓоко Хаџиевски, со цел пиетет кон нив, и кога не сме се согласувале со нив, и кога сме се расправале, и кога сме се карале во успесите и во неуспесите, нити Андон Дончевски, нити Ѓоко Хаџиевски се обидувале да манипулираат и да ја лажат јавноста, да кажам. Ова што го кажа нашиот селектор е навистина манипулација, и за тоа сакам нешто да кажам повеќе во продолжение на емисијата.
ова признание кое стои во нашето студио, во студиото на продукција Скок е признание на Мијалче Дургутов од Фудбалската федерација на Македонија, врачено лично од раците на актуелниот председател. Тоа е едно признание на 5 спортски новинари кои известуваат првиот надпревар на македонската фудбалска репрезентација на 13 октомври 1993 година. Значи, тоа се 30 години сега на 13 октомври за нецели 2-3 месеци. Есента брзо ќе дојде. Како Мијалче Дургутов ја следи македонската репрезентација и е без лажна скромност, нити без некој блеф или манипулација, сум имал празнини во овие известувања, празнини од аспект на интензитетот, на аналитичноста, на она микроскопско гледање кога е во прашање настапот на македонската репрезентација. Меѓутоа, никогаш не сум испуштил да го следам тој континуитет, да ги следам тие селекторски промени, председателски измени, не знам, управни одбори и пред се фудбалерите кои играле за македонската репрезентација. Ова признание само по себе говори кој сум јас, а од друга страна само по себе говори за актуелната влада на Фудбалската федерација на Македонија, кои не наоѓаат за сходно да седнат, да поразговараат, да се видат со овие 5 мускетари бевме тогаш во Крајн. Сега сме 4 мускетари, за жал Воин Трајковски, Војче од Нова Македонија веќе не е физички меѓу нас. Меѓутоа тука е Атанас Костовски Таско, тука е Александар Стиков, Драган Николовски, тогаш од вечери Мијалче Дургутов од спортскиот магазин Скок. Ниту еден од нас не е во некаква игра, во некаков муавет, во некаков коментар, во некаква советодавна улога. Што е ова што се случува и како, кој чекор да се направи? Најмалку па селекторот, толку сум луд, верувате, го знам, Благоја Милевски Боби од дете кога играше за Вардар. Сум правил интервју со него. Ајде да не кажам, ги знам и корените на фамилијата. Па, селекторе, ако си скопско дете, ако си Вардарово дете, ако си направил успеси, ако имаш зад себе, ако го имаш тој интегритет, а мислиш дека го имаш, по мене го немаш, го изгуби. На овие два надпревари против Украина и против Англија, си изгубил се до сега што си направил, не со резултатите, со твоето однесување, со твоите изјави. Што значи извинувањето за високиот пораз? Какво е тоа извинување на македонската јавност? Значи, мислам, несфатливо. Човечки е да се извиниш ако си погрешил, а уште подоблесно е да понесеш одговорност и да си заминеш од функцијата. Очигледно е дека кормилото е изгубено. Не може македонската фудбалска репрезентација да ги смени и Стефан Ристовски, и Адеми, и Муслиу, и Барди, и Елмас, не знам, и Несторовски, и Трајковски, ајде нов голман ќе ставиме, да не биде Столи Димитрис. Па не може сите да ги смениме. Тие деца, тие фудбалери треба некој да ги фати и здраво да ги води. Да ги притегне, да ги стегне и да им каже како да играат. Да изгубат, ама машки да изгубат. Ти, мој селекторе, не го направи тоа на 2 надпревари и со едни, како да кажам, лизни мазни се обидуваш да едноставно изманипулираш македонската фудбалска јавност. Тоа не е добро. Тоа не е добро за тебе како скопско дете, како дете кој играл за Вардар и кој има известен свој бекграунд. Селекторската работа е менлива, доаѓаат луѓето и си одат и поголеми од тебе. Андон Дончевски, само еден пример ќе кажам, на Кипар во првиот квалификационен циклус. И играше затворена варијанта и изигравме 1-1 од тогашниот аутсайдер Кипар. Во моето известување во неделниот спортски магазин имав наслов Албански бункер и кинески зид. Имав жестока кавга со Андон Дончевски и се расправавме во просториите на Фудбалската федерација. До утре се бајле во интерес на репрезентацијата. Дури едно време малку ги оладивме односите, не зборувавме. Меѓутоа, и јас и Дончо свативме дека тоа е во интерес на репрезентацијата. Дека и Дончо призна дека требаше тоаш да играме похрабро и да го победиме Кипар на Кипар. Па и јас на некој начин се искоригирав во моите остри коментари
на еден великан како што е Дончевски. Да не зборам со Ѓоко Каџиевски, еден велемајстор, тренер, селектор. Со резултати не треба ја да ги кажувам. Полемики до 101. Поразот од Литванија во Вилнус. Фрчењето на летањето на спортските торби. Кога францускиот петел ни се вртеше пред очите, кога Македонија беше на право да се квалификува на светско првенство 1998 година без никакви лиги на нации, без никакви баражи, во една силна група, каде што Република Ирска ја победивме овде 3:2, а таму во Даблин, кај што бев присутен, едве не победи 1:0. Дајте ве молам. Значи, великани, селектори, сме полемизирале, сме се карале, сме се расправале. Сето тоа било во интерес на репрезентацијата. Овие манипулации, овие лизни мазни, овие не знам како да ги кажам, овие покривања, не се својствени. Во истата манџа, во истиот котел ги ставам и председателот се едини, и подпредседателот, Ракиџиев, не знам. Ракиџиев, дали некој у фудбалска Македонија знае дека известен господин Ракиџиев од ВЛС подпредседател на Фудбалската федерација. Каде е скриен? Под јорганот? Да излезе да каже нешто. Каде е спортскиот директор? Дени Масев. Да излезе да преземе одговорност, да рече јас тука стоам и ова е дел од успесите сум јас, ама и дел од неуспесите сум јас. Да не зборам за председателот се едини кој апсолутно е надвор од контрола од сето ова. Ова не може вака да се заврши и продолжуваме со нашите коментари како се наредните чекори на сите овие кои мислат дека го водат или раководат македонскиот фудбал. Во Фудбалската федерација имало многу нелогичности, многу убави работи, многу резултати, многу неуспеси, порази, болни. Меѓутоа, седумката донесена од Олд Трафорд, навистина боли, пече. Тоа е еден лото пораз кој не својствен за сите нас. И сега прашувам, оставката на Милевски е неминовна. Значи, неминовна, не може после овие два пораза да го истера циклусот. Што бараме ние? Што сега ќе подмладуваме, ќе ги именуваме фудбалерите, ќе ги смениме сите тие? Еден адеми, еден фудбалски мозок, таму се лути, сугерира на сите како не треба да се постапува при повредата на Ристовски. Да не навлегувам повеќе од длабочина. И една круцијална работа. Кога се пласиравме на Европското првенство, и врапчињата на гранките знаеа дека најголемата заслуга ја има Горан Пандев, со своите настапи, со својата кохезија во тимот, со своето раководење на зелениот терен и надвор од теренот, со својата доминација, со својот авторитет, да не речам со својата карма, да не зборувам за неговите резултати и успеси. Селекторот, Мраме Ангеловски, кој го донесе Пандев, кој го врати, и исто така направи резултат. Па срамно е да читаме дека наградата на Мраме Ангеловски не му била исплатена од актуелниот председател Сиедини. И сам поголем срам за сите нас нема. Човекот на однесе на Европско првенство мора премијата наградата која му е влезена во договорот за гарантирана да ја бара на суд преку адвокати. Не својствено. Парите, наградите што ги земаат членовите на управниот одбор, од којма е на човече живее во градот каде што германците на времето кога стигнале мислеле дека е крај на светот. Знаете за кој град кажувам, да не го објаснувам. Кој е во фудбалската федерација 30 години тамо нешто се шлепува, мисле дека знае што е фудбал, а некаде крајот на 80-тите години прашуваше по колку фудбалери треба да играат од двата тима и кој е победник на крајот. Требаше да му објасниме дека победник во фудбалската игра е тој што ќе постигне повеќе голови. Добре се вика, да ви кажам, од градот, кај што германците мислат дека е крај на светот. Тоа е главен во управниот одбор. Така, и вие сакате со него напред да одиме. Да не ги редам фудбалските икони кои играле за репрезентацијата кои се во управниот одбор. И исто сносат своја одговорност. Тоа се мои пријатели, ја не можам да избегам од нив. Светозар Станковски, Маријан Стојковски, Сашо Тасер, да не го кажувам подпредседател скриен под Перница, некаде во планина Бабуна, тамо се ги ладе нозите во некоја ладна река. Подпредседател на Фудбалска федерација на Македонија. Каде е генералниот секретар?
Излегол и со неизјава, со став да каже ова не е добро за нас, ова е срамота, ќе одиме, ќе правиме вака. Генерален секретар на Фудбалска федерација на Македонија. Мислам, ја го кажувам не од лични причини. Го кажувам за да се отвори Пандорината кутија. Луѓе, репрезентацијата е на сите нас. Срамот е на сите нас. Не е срамот на селекторот. Селекторот ќе си отиде вака или така, под притисок на јавноста или под притисок на некој друг. Ако може ја мраме да го сменат со така постигнат извореден успех, не гледам зошто Милевски би останал после оваа седумка и подарок од Сузана Манчич за него. Од лото дамата ни подари седумка, како у бивша Југославија, да памтиме цел живот. Парите што ги земавте, наградата за пласма на Европското првенство, сега да ги вратите во касата на ФФМ. Вие членовите на управниот одбор, подпредседателот, председателот, не знам кој се земаа. Дури и стручната служба на Фудбалската федерација на Македонија, која горе-доле си ја работи. И вие да ги вратите парите. Ако имате заслуги кога победуваме и да земате премии, за ваков пораз од 7-0 следува казна за сите. Значи, казната не е за фудбалерите. Фудбалерите ја вршат својата работа на теренот така како што некој ќе им каже, ќе ги намести, ќе ги убеди да играат. Ако Дончевски во Брисел направи катанаџо и изиграхме 1:1, можеше и Милевски со Украина да направи катанаџо да остане 2:0 за нас или 2:1. Или да изгубиме на Олд Трафорд 2:0, 3:0. 7-0 да не решетаат. Па срамота е. Значи поима нема од селекторската работа. И на крај селектор не е за учење. Селектор е да се надградиш со CV, со минат труд, со искуство, со авторитет, со интегритет, да не речам и со материјална обезбеденост, да не ти се важни тие, не знам кои пари ги земате како селектор, дека зависите од нив. Секој нормален човек треба да се повлече после неуспех. Тоа е нормално во фудбалот, не е ништо ново. Не е ништо специјално за нашиот селектор. Значи, овие да ги вратат парите, председателот се едини добро да размисли како да оди понатаму, бидејќи и него столчето му е расплатено. Сака да признае или не сака да признае. За подпредседателот веќе кажав, 90% од народот не му го знае името. За селектора треба да си замине, спортскиот директор да си понесе одговорност и еднаш да излезе пред јавноста да каже која е неговата улога во репрезентацијата, Данчо Масев, и да не ги редам другите членови на управниот одбор. Значи, ова е срам за сите нас. Ова седумка не е срам за тие што играа и што беа во Манчестер, кои таму се малку да не речем и прошетаа или кои известуваа и новинарите. Ова е срам за сите нас и не треба да се повтори.